Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5-то одделение. Денеска ќе додаваме графички објекти на слайд, односно да се успособиме за додавање на графички објекти во слайд од мултимедијалната презентација. Слайдовите во презентацијата може да ги уредиш по твоја желба. Во нив можеш да вметнеш рамка за текст, слика, уметнички текст, друг графички објект. Графичките елементи се внесуваат во презентацијата на ист начин како во Word, преку наредбата од менито Insert. Презентацијата ќе изгледа многу убаво ако вметнеме слики или различни графички форми. Од менито Insert може да се изберат алатките за да се додаде табела во презентацијата, Pictures, односно се вметнува слика на слайдот која е зачувана на твојот компјутер. Clip Art се вметнува слика на слайдот од галеријата на програмот PowerPoint. Shapes е цртање на готови графички облици на слайдот и исто така можеме да додадеме графикони и табели со податоци. Можеме да вметнеме слики во слайд. Сликите можеме да ги вметнеме од библиотеката на слики или од друга папка, документ во компјутерот. Од библиотеката на слики во компјутерот, тоа ќе го пронајдеме преку менито со алатки Insert и да се избере Pictures, ќе се отвори нов прозорец со слики во кои што можеме да ги избереме и да ги поставиме во слайдот на презентацијата. Доколку од овие понудени слики не е онаа слика која што на нас не е потребна, треба да се движиме онаму каде што се наоѓа, односно да ја пронајдеме незината локација каде се наоѓа, да ја отвориме папката на каде што се наоѓа сликата, а потоа да ја избереме сликата. Сликата ја селектираме и ја вметнуваме, односно кликаме на Open. Сето ова го правиме со лев клик од маусот, односно избираме слика Pictures, избираме сликата и ја вметнуваме. Кликаме со лев клик на вметни, може да биде Open или пак Insert. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да направите презентација со 2 слайда и во слайдовите да ставите по 2 слики кои што ќе ги пронајдете на вашиот компјутер. Одлично завршена работа. Сигурна сум дека сите успеавте да направите презентација со 2 слайда. Продолжуваме понатаму. Сликите можете да ги смалуваме или да ги зголемуваме. За да можеме да го сториме тоа, треба да ја селектираме сликата, односно да кликнеме на сликата. Ќе се појават во аглите бели кругчиња и потоа со лев клик на белото кругче можеме да ја намалуваме или да ја зголемуваме. Можеме да ја намалиме сосема да биде мала, можеме да ја стесниме од левата или од десната страна, можеме да ја стесниме од горе или од долу и можеме да ја ротираме. Ќе ве замолам да го запрете видеото и овие функции да ги примените на вашите слики кои што ги поставивте на слайдовите од презентацијата. Уредете ги сликите онака како што најмногу вам ви се допаѓа. Одлично завршена работа. Продолжуваме понатаму. Активности со слики. Сликите може да се менуваат на различни начини. По димензија, по боја, можеме да ги ротираме, да се постават рамки околу нив, да се пишува околу нив или врз нив и слично. Исто како што работевме и во програмата за обработка на текст Word. Истото тоа можеме да го, покрај тоа што го користиме формат како мени со алатки на горната работна површина во програмата за правење на презентации PowerPoint. Исто така со десен клик на сликата ќе се појави паѓачко мени, преку кое што паѓачко мени можеме да ја уредиме сликата. Можеме да поставиме, ќе повториме рамка,
да ја смениме бојата, да поставиме кружна рамка, можеме да ја ротираме, можеме да ја стесниме, да ја осветлиме, да ја ставиме позадина и така натаму. Ќе ве замолам да го запрате видеото и да ги доуредите сликите кои што ги поставивте во вашите слайдови. Браво! Продолжуваме понатаму. Исто така на слайдот можеме да цртаме готови облици и форми, со едно име наречени графички облици, односно објекти. Тие можеме да ги пронајдеме во менито со алатки Insert, Shapes. Можеме да ја избереме она форма која што ни е потребна во самата презентација. Со лев клик кликаме на Insert, со лев клик на форми, односно Shapes, и одбираме форма и потоа ја цртаме на слайд. За да нацртаме еден графички објект, откако ќе го избереме, треба да кликнеме со лев клик на белата работна површина, да се држи курсорот и да се влече. Графичките објекти можеме да ги зголемиме или да ги смалуваме, да ги ротираме исто како и сликите. Со клик врз објектот се појавуваат мали бели крупчиња. Со притиснат лев клик го движиме курсорот и зголемуваме или смалуваме. Ќе ве замолам да го запрете видеото и на вашите слайдови да поставите по 2 графички објекти и да ги уредите, односно да ги зголемите или намалите, да им ја смените бојата на ист начин како што работевме во програмата за обработка на текст Word. Одлично завршена работа, сигурна сум дека сите бевте креативни, инвентивни и продолжуваме понатаму. Од алатките кои што ги користевте за уредување на објектите, ќе следи мало кратко подсетување и повторување за оние кои што не успеа претходно да ги пронајдат сите алатки за изборот и на бојата, на формата, на големината и така натаму. При обработка на објекти ќе ги повториме функциите. Алатка за избор на боја за подлогата и рамка за исцртаниот објект. Исто така имаме алатка за избор и промена на бојата на подлогата на објектот. Имаше алатка за избор на боја на линијата со која е исцртан објектот. Алатка за избор на дебелината на линијата со која што е исцртан објектот. Алатка за избор на типот на линијата со која што се црта објектот. Сите ученици кои што претходно не успеа да ги доуредат објектите, ќе можат да го запрат видеото и да извршат доуредување и поставување на објектите на слайдовите. Продолжуваме понатаму. Имавме алатка за поставување сенка на исцртан објект, алатка за пишување на текст во објектот, алатка за уредување на текстот, значи имавме повеќе алатки кои што исто така ги користевме во програмата за обработка на текст, и можеме да додадеме нов графички објект преку алатката за додавање на нови графички објекти. Ќе ве замолам да го запрете повторно видеото и да извршите доуредување на вашите слайдови на вашиот компјутер. Продолжуваме понатаму. Уредувањето на графичкиот објект можеме да го направиме и со десен клик со маусот на објектот. Сите оние алатки кои што ги имаше на менито за избор на алатки во горниот дел од програмата за обработка на слайдови, правење презентации PowerPoint, можеме тоа да го сториме и со десен клик. На паѓачкото мени можеме да ги пронајдеме сите алатки кои што ќе ги користиме за уредување на графичките објекти. Пробајте сами, запрете го видеото и продолжуваме понатаму. Одлично завршена работа. Ќе ве замолам сега да отворите нова презентација во која што ќе направиме 3 слайдови на начинот на кој што ќе ви ги покажам.
На првиот слайд ќе најдете слика со јаболко, ќе поставите графички објект во форма на облаче и во него ќе запишете текст јаболко. Запрете го видеото и направете го овој слайд. Одлично, можете да бидете и креативни, да бидете поинвентивни од мене, па можете да направите уште нешто кое што сметате дека ќе биде поубаво и поуредено од мојот слайд. На вториот слайд треба да имате јаготка, повторно облаче во поинаков облик од графичките објекти и во него да пишува јаготка. Запрете го видеото и изработете го вториот слайд. Продолжуваме понатаму. Во третиот слайд треба да најдете слика со круша, права линија со квадрат кој што е графички објект кој што ќе го најдете во Shapes, во формите кои што ги има самата програма за обработка на презентации и во овој објект да запишете круша. Одлично завршена работа. Продолжуваме понатаму. Доколку немате можност да работите повеќе, може да повториме дека со десен клик под слайдовите можеме да додадеме нов слайд, new слайд, и четвртиот слайд треба да најдете слика со грозје, графички објект како што е на сликата, значи е веќе уреден со оставени линии на објектот со точка и цртичка и во него да пишува грозје. Се надевам дека сите успеавте да ја направите оваа презентација. Сега следи задолжително зачувување на презентацијата. Ќе запишете име овоше и ќе ја поставите на одредена локација каде што ќе знаете дека ќе биде поставена оваа презентација, доколку имате потреба од неа, да можете лесно да ја најдете. Запрете го видеото и зачувајте ја презентацијата. Одлично завршена работа и следи домашна задача. Направете презентација со 4 слайда за омиленото годишно време во кој ќе поставиш по 3 слики и 3 графички објекти. Уредете ги, поставете текст доколку сакате, поставете позадини, поставете различни видови на сенки, зголемувајте ги, намалувајте ги сликите, објектите, бидете креативни. Ви благодарам на присуството на овој час, се гледаме на следниот час.